драги мои пријатели. Дозволете најпрво да изразам искрена благодарност за можноста денес да се обратам пред сите вас како представник на заедницата на Хрвати Либертарски Штип. За нас оваа средба има особено значење, бидејќи представува уште еден чекор кон продлабочување и посебната соработа и почит и разбирање. Хрватската заедница, иако многобројна, со голема љубов и посветеност предонесува во културниот и општествениот живот на градот. Горди сме што сме дел од оваа заедница и што заедно градиме средина во која различностите се вреднуваат и не обединуваат. Веруваме дека со поддршка и отворен диалог ќе продолжиме да создаваме нови можности за соработка, особено во областта на културата, образованието и заедничките инициативи. Овој ден не е само можност да се собереме, туку и да застанеме за миг искрено да ви се заблагодариме за довербата и сите овие 15 години за целокупната поддршка, соработка и на сето тоа што го можеме и го правиме заеднички. Благодарност не е само збор, туку и вредност која што не поврзува и потсеќа на тоа дека ниту еден успех не е индивидуален, туку тоа е резултат на заедништво, на труд и на добра воља. Благодарноста е мост кој спојува луѓе, дава смисол на заедничко творење. Јас од срце ќе ви се заблагодарам на сите за присутноста, посебно на таткото на градот, затоа што напротив, ја морам да читам, обично се слушам со мој избор. Благодарам на сите и можам да кажам дека староста си дошла по своје, а текстовите си ги носам искуцено. Имам можност да ви се заблагодарам уште еднаш и со тоа што да ви кажам дека за работењето на Либертарски за неговите 15 години преку 150 реализирани проекти, ја мислам дека јавноста има слушнато. Се што го правиме се прави јавно и транспарентно. Најголемиот дел од нашите проекти, во ствари 99% проектите се финансирани од Средишниот државен уред за Хрватите надвор од Република Хрватска, но тук имаме еден дел кој што материјално ни помага и Општина Штип, со тоа што ние сме веќе може 8 или 10 пати учесници на Штипско културно лето, што верувам дека ниту една невладина организација во Штип досега го тоа нема направено. Како Општина Штип, како членови, како граѓани на град Штип, за сите овие години се трудиме да бидеме и лојални, се трудиме да бидеме вредни, се трудиме на највистинскиот начин да се представиме многу помалку со хрватскиот јазик, туку најмногу со македонскиот, затоа што еве живееме со години тука, некои дошле, некои останале, некои заминале, меѓутоа некој ќе каже камено си теже на местото, не, него таму кај што ќе се направиш лежиште, нашето лежиште мој или некој друг е токму во Штип и ја го сакам дупровник, но не би го менала за ова место, бидејќи како god да е, тука ми не убаво го поминав најголемиот дел од мојот живот. Сите вас овде, да почнам, да не е многу мотретиран, јавно би сакала да се заблагодарам, ако едно благодарам е доволно на Општина Штип, да се заблагодарам господин Иван Јорданов, а можем скромно да кажам и на претходниците, затоа што секогаш имавме прекрасна соработка. Досега не сме наишли на некој зид, мост кој што би не спречил да ги исполниме нашите замислени идеи кои што ги имавме. Со Општина Штип горда сум што ден денес како ќе влезам, ќе го видам нашето великденско јајце. Нашето великденско јајце што го има. А таму е Штип, таму е Отиња, таму се фурните, тука е пастрамелијата, тука е саата. И мислам дека тоа ние како здружение го направивме за нашиот град. Понатаму ќе ви кажам како и што. Меѓутоа, горда сум што нашето признање, мислам, нашиот труд можете јавно да го видите. Да се заблагодарам за целокупната соработка и да ви посакам добро здравје, да сте живи здрави, семејството да ви е живо здраво, да се множите, да кажем, да бидам скромна. И еве, затоа ви замолам Катица Димчов да ви го врачи вашето признање и верувам дека нашата средба не застанува тука, повелете.